Средбата меѓу претседателите Владимир Путин и Ѓорѓе Иванов се уште трае. Се јавуваме во живо од Кремљ да заврши средбата која започна 15 минути по 13 часот по македонско време. 45 минути трае досега средбата. Како што реков, се уште чекаме да заврши. Претседателот изјава веднаш откако ќе заврши ова средба со претседателот Путин, која е рамки на дводневната работна посета на претседателот Ѓорѓе Иванов овде во Русија. Инаку на почетокот од средбата медиумите имаа можност да ги слушнат воведните обраќања на двајцата претседатели. Во воведните зборови рускиот претседател Путин рече дека Русија со внимание го следи развојот на внатрешно-политичката состојба во Македонија и го повтори ставот на официјална Москва сите решенија да се бараат во рамки на уставот. Ова практично е на иста линија како и ставот на што вчера го соопшти Сергеј Лавров, шефот на руското МНР, кој исто така е присутен на средбата која, како што реков, Путин во своето воведно обраќање оцени дека билатералните односи меѓу двете земји се унапредуваат постојано, но секако дека за уште поблиска соработка, особено се разбира на економски план. Доколку тука се подготвени дел од овие воведни обраќања, предлагам да ги слушнеме. Уважаемый господин президент, сегодня в России Ден от Русија се слави празник денот на военската писменост, а писменоста не дојде во Русија точно од Македонија. Со задоволство ќе дојдувам дека и денес руско-македонските односи се унапредуваат. Имаме позитивно движење и во економската размена. Големо внимание следиме се што се случува во вашата земја. Подвижки позитивни в економической сфере, в политическая. Ние посакуваме внатрешно-политичката ситуација во Република Македонија да се развива во согласно со уставот. Уверен сум дека вашето искуство, вашиот авторитет и вашето влијание ќе придонесуваат за тоа. Да, ова беше дел од воведното обраќање на рускиот претседател Путин. Тој исто така кажа дека е запознат со целта на посетата, на работната посета на претседателот Иванов, кој, да подсетам, уште еднаш вчера ја прими наградата од патриарх Алексеј II за особен придонес за единството на православните народи. Ова го истакна и нашиот претседател во воведното обраќање. Сигурно ќе имаме можност да го слушнеме во текот на овие вести или во следните. Како што реков, со оваа средба денеска завршува практично дводневната работна посета на претседателот Иванов, во чии рамки утрово претседателот присуствуваше и на божествена литургија со која чиноначелствуваше патриархот Кирил. Да подсетам уште еднаш, се уште трае средбата со Владимир Путин. Очекуваме во секој момент да заврши. Претседателот Ѓорѓе Иванов да даде изјава, доколку сме во можност ќе емитуваме и во живо.